Конфекции се затвораат, нема работа, нема плата, нема перспектива. Граѓаните на Штип алармираат, бројот на невработени е голем. Иако има се уште работодавачи кои што бараат работници, сепак многумина не ги прифаќаат нивните понудени услови. Платите не се доволни според мнението на граѓаните и тоа е причина за да се повеќе млади си заминуваат во потрага по подобра иднина. Велат цените во маркетите се високи, сметките уште толку, а джебот е речиси празен. Затоа што нема тука работа. Не се работи како што треба и нема работа и ќе одат дека што треба да работат. Нема работници, оти не дават пари. Колку конфекции се затворија? 3-4 конфекции и одат луѓето од конфекции на конфекции и ги молат за парички. Мојата керка е моделарка. Работила е у Грација нон-стоп. Сега да оде на машина да буде да шие до надув. Моделарка е била. Тука нема ред, нели гледате што станало, хаос. Другите за никој ништо не води ред. Ништо не вреде веќе. Здравството, ако имаш пари на приватно да се лекуваш, ќе се лекуваш, а не ќе чекаш, па дали ќе дочекаш. Толку. За све. Све фале. Ја не знам што имаме, а да фале, све фале. Од А до Ш. Фактот дека ништо не останува од една плата е неголема причина за да младите бараат спас надвор од државата. Граѓаните потенцираат ако се подобрат условите, можеби ќе се вратат. Па те сега баш со колегата правиме по Словенија бе толку години, моите деца се сега малите у Англија, големите се у Америка и што да работат тука. Мора да идат за корка леп. Да. Тоа е причината за тоа одат по странство. Мислат дека таму е подобро. Да, тука џабе работат. Бројот на работници во септември 2025 година во однос на септември 2024 година само во секторот рударство и вадење на камен се намалил за 2,0%, во секторот преработувачка индустрија за 2,9%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација за 0,6%. Според главните индустријски групи, бројот на работници во индустријата во септември оваа година во однос на изминатата година се намалил во групите енергија за 1,8%, капитални производи за 6,4% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 2,8%. Бројот на работници во индустријата во периодот јануари-септември 2025 година во однос на периодот јануари-септември 2024 година вкупно се намалил за 3,7%.